овде меѓу матурантите, јас и Никола Глигоров, како матуранти, а? Како матуранти, ама не личи баш, ама баре мене не. Значи, по 2 годишна пауза на плуштадот во Скопје на 20 мај, колку земи се вклучени во оваа аматорска парада во исто време во 12? Годинашна аматорска парада ќе се танцува во Словенија, во Словачка, во Унгарија, Србија, Црна Гора и во нашата земја. За жал, од нашата земја само скопските матуранти ќе танцуваат. Имаме околу 15 средни училишта од Скопје, со оглед на тоа што некои веќе имаат матурски вечери. Имаше денес и утре почнуваат матурските вечери. Со подготовките започнавме таму некаде втората половина на месец март. Па ни се случи онаа незгода со штрајкот во просветата, па малку прекинавме во подготовките, но се надевам дека денеска матурантите ќе покажат она најубавото што кај нив може да биде, а тоа е радост, веселба, среќа и ова е единствена прилика да на едно место матурантите од сите училишта бидат заедно и заедно да го прослават матурирањето, заедно да прослават влегувањето во светот на возрастните, токму така. Така е, да. Сме гледале овде години пред пандемијата многу матуранти. Веројатно заради пандемијата, заради го споминавте штрајкот, оваа година нема да биде толков голем бројот, но знаеме и за бројки во исто време дека играле на плоштадите ни своите земи и до 500.000 матуранти, така некако. Така е, значи бројката вкупна во овие изминати години поминува повеќе од 500.000 матуранти, на 7 пати скопските, македонските матуранти со своите врсници од другите држави, од многу поголем број држави, сме имали и 100 града кои што учествувале на матурската парада. На 7 пати поставувавме Гинисов рекорд во истовремено синхронизирано танцување на еден ист танц. Сигналот го преземаме од Словенија, Радио Словенија, секоја држава го пренесува и тоа е тоа. Она истовремено танцување на еден ист танц. Така, и оваа година е така, така? Токму така, да, и словенците исто ќе го преземе сигналот од Радио Словенија со посредство на македонското радио Радио Скопје, ќе биде емитувано овде на плоштадот. Ќе го танцуваме кадрилот, а потоа секако за забава следува и салса. И салса плюс? Па и салса, ама ни тоа не знам да го танцувам, па сега... И мене се договоривме со Ненад, пошто тој е во студија, се договоривме нешто да танцуваме, ама подобро да им овозможиме овде генералната проба да си ја направат матуранти. Да не ги засениме јас и ти да се повлечеме, па нека си танцуваат матурантите, да. Така е, добро. Значи за сите оние кои што можеби патуваат одовде, убава е можноста да видите заедно со нас овде со екипата на Телма, јутринска на Телма, оваа генерална проба која што се случува во Мигов, а во 12 часот со сигналот од Радио Словенија започнува се она што значи матурска парада. Само да уште ова да кажам, значи матурската парада за официјално отворена ќе ја прогласи градоначалничката на град Скопје, господјата Даниела Арсовска. Првите честитки доаѓаат од страна на заменик амбасадорот на делегацијата на Европската унија во нашата земја и од деканот на факултетот за туризам кој што не поддржа и оваа година во реализацијата на матурската парада. Супер, дирекцијата култура и уметност секако е тука организатор со години на нас. Да, се трудиме колку можеме.